Почитувани новинари, почитувани граѓани, и по 48 часа од поставените прашања до Спасовски, а со цел разјаснување на дилемата дали убиството на Вања можело да биде. Спасовски молчи и не одговара дали возилото на убиениот Панче, со кое е киднапирана Вања, 3 дена се движело по скопските улици. Ова е важно затоа што доколку МВР распишало централна објава по возилото, тоа ќе било најдено веднаш штом ќе се регистрира од страна на системот Safe City, а убиците на Панче ќе биле фатени, односно убиството на Вања можеби немало да се случи. Ние сме должни новите сознанија што ги имаме и дилемите кои се оправдани да ги поставиме во јавност. Спасовски мора јасно и без политизирање и филозофирање да одговори дали возилото на убиениот Панче влегло во Скопје од правец на Велес уште на 24 ноември, 15 на минути пред 7 часот, и дали се до 27 ноември, денот на убиството на Вања, истото се движело низ Скопје, без полицијата да ги приведе убиците. Дали истото возило поминало на истата локација од која што влегло на 24 и на 25 вечерта. Спасовски мора да одговори дали МВР знаело, тоест имало можност да го лоцира возилото, но тоа не е направено затоа што не распишале централна објава. Повторувам, зошто кога семејството на убиениот Панче пријавува дека тој е исчезнат со возилото уште на 22 ноември, не е распишана централна објава? Ова е клучното прашање зад кое се крие одговорот за пропустот на Министерството за внатрешни работи. Оваа пресконференција има за цел да го постави само ова и единствено прашање. Доколку Спасовски искрено одговори на истото, нема да има човек во Македонија на кого нема да му биде јасно дали имало или не пропуст во истрагата и дали животот на Вања можел да биде спасен. Ви благодарам на вниманието.